О, пардон, сум ја утно. Газда! Газда! Газда, волерите! Газда, аме волерите. Еви. Дојдовме како што се договоривме, ама во какви услови работиме овдека, бе? Че не линчува, а ние баш како на боловање. Достане. Абе, јас сакав салонов за жена. Абе, како Газда? Закупува това. Сакате да премаве? Беше бомба. Дојде телеграма. Умрела. Како? Закупува това. Како Газда? Газда, нам ни пропадна денот. Ние дојдовме. Смеење до солзи и одлична атмосфера. Ова го ветуваат од училиштето за театар Чин 4 сцена 5, кои по повод своето 12 годишно постоење на 19 март ќе ја постават представата Викенд на мртовци од Миле Поповски. Блеста напупена, вакви женски сакам бе кирца, бе нежни човек. Ој не е оној? Кој бе? Газда. Сношто ќе дојде кај мене да се договориме за работа. Тој е. Не е тој, од кај знаеш ти? Кирца, да не си имаме букнато од тој стан човек. Чек. Улица, број, се одговара. И гледај, се е спремно. Насичина наместен, телевизоров покријат. Се е спремно. Се е подготвено. Се одговара. Се одговара. Како е повторно да се собере таа стара екипа и да се одново вежба за една представа? Па, како да не поминале толку години, како времето да застанало, мислам, во таа позитивна атмосфера во која некои членови си заминаа и мислам дека чувството е прекрасно, евоцираме спомени додека работиме, се присеќаваме на моментите кога работевме во никакви услови, во мизерни услови, наспроти сегашните услови кои што ги имаме и е баш интересно, а помладите членови од аматерскиот театар гледаат како едно долгогодишно пријателство сепак може да се одржи, бидејќи овде меѓу нас, меѓу постарите членови во кои што јас се сметам, нели, имаме кумови, имаме, значи, девери, имаме, значи, покрај друштвото што го имавме, значи, воспоставивме и некои условно речено крвни и роднински врски. Интересно е што во представата играат ветераните на Чин 4 сцена 5, кои што можеби немаат думено скоро 10 години, заедно со сегашните активни членови на училиштето. Абе, и велем да си се лекува дома таа, не? Сакам во главниот град како нашиве споредни градови да не може да умре исто така убаво како тие таму. Нема крстови. Немаат крстови? Паката не е. Паката не е борец или член на ЦК. Аби веле. Абе, и веле да си се лекува дома. Веци. Кај знам, напиши нешто, ајде таму смисли дрво едно. Бе, луѓе, препиши таму некој готов луѓе, цели книги препишува, па никому ништо. Не знам, ајде, ти посакуваме се најубаво новата. Ама пишувај кој ти велам, тој така никој не го чита. Значи, текстот на венците луѓето не го чита. На закова само се На заков во луѓето само ги бро венците. Ајде пишувај кој ти велам. Колку време немате глумено заедно со вашите колеги од поранешните колеги од Чин 4 сцена 5? Па најверојатно околу 6 години секако. 6 години секако, па еве и после идејата на Саша се обединиме после за да ја прославиме годишнината. Ми е и мило што се собравме така и поголем дел од ветераните и па се трудиме нешто да создаеме. Како поминуваат пробите? Па уште сме на почеток, малку оди споро, ама секој почеток е тежок, али ќе бити. Дали до сега имаш играно во Викенд на мртовци? Да,
Да, па мислам дека и таа им беше последна, да речем пред да направам пауза. Исто бев тасе. Како оди соработката со помладите сега колеги од чин 4 сцена 5? Па супер оди соработката. На почеток бевме малку разделени, пошто не се познавме, ама супер е, сега се дружиме. Кога јас гледам Ката во бел фустан, со едната рака се потпира на цидот, а со другата мафта пред лицето, ја беше нападнал рој инсекти, некакви црни, големи, како мали чавки. Што гладаш ти? Ката е веќе цел месец на болница во Скопје. Знам, мајко, но со своји очи ја гледав овде. Порано поинтензивно се среќававме секој ден, сега малце со обврски, поретки ни се пробите. Добро, но повеќе часот траат и така се надевам ќе стасаме на време. Каква е соработката со колегите? Одавно немаше глумено. Па исто како и порано, како да не завршиле средбите исто, како да било вчера. Како да немало никаква пауза. Да, како да немало пауза. Што може да очекува публиката од Викенд на мртовци? Па може да очекува дека ќе биде пресмешна. Нема да биде слична како она што сме научени филмот што го имаме гледано. Но ќе биде секако пресмешна. Соработката со помладите колеги кои што сега се дел од чин 4 сцена 5? Супер, одлични се, има голем потенцијал, супер се. Помладите актери велат дека атмосферата на пробите е одлична и дека очекуваат турнебесна представа. Проби имале 2 пати во текот на неделата. Кирца, пусти ме, Кирца, леле, Кирца си го врзам, види го, не салам човек, бе. Морај дали ќе ти речам така, ако имаш сестра специјал кенна, бе. Пф, бе, човек не може да се заебава. Слушај, ти бе, овде служи? Во Земун! Каде? Во Земун. Во Земун. Па ја таму служам, бе, брат! Служам, бе, младина, служам, бе. Цела зима берев набрана царевка. Снег до колена, ветер шиба, шта да ти прича? Зимно... Младе! Змицо! Проблемите течат во одличен тек, морам да кажам дека старата екипа, односно ветераните како ние што се ги нарекуваме, ни носат една нова енергија, една малку како носталгична некоја енергија и многу интересно на пробите, морам да признам, и сето тоа оди брзо и лесно многу и мислам дека сите ја спремаме представата со еден, така, како да кажам, со елан ја спремаме представата и мислам дека ќе биде нешто многу добро. Колку време се подготвувате, колку пати во текот на неделата имате проби? 2 пати неделно имаме во текот на неделата. Ова ни е веќе трета недела, мислам трета недела од како ја започнавме представата, но има малку проблем затоа што постарите имаат кои работа, кои имаат обврски и потешко можеме да се собериме, па затоа само 2 пати во неделата се збираме вака во полна екипа. Од чин 4 сцена 5 очекуваат оваа представа да ја одиграат повеќе пати, а сите собрани средства од влезниците ќе ги донирале во хуманитарни цели. Идејата ни е, доколку се остварат нашите планови, да воспоставиме контакт со Стопанската комора на град Прилеп и исто така и поддршката која што очекуваме од локалната самоуправа, да изиграме некаде околу 15 пати во големата сала и при тоа да собереме една солидна сума на средства, бидејќи планираме цената на влезниот билет да биде 100 денари и средствата првично ни се планирани да додат на 3 места, а тоа е првото место е да се инсталира лифт за лица со попреченост во Центарот за култура Марко Цепенков, за да можат полесно да пристапуваат во големата сала, бидејќи сега е речиси невозможно тоа да се случи. Нашата втора цел е промена на дограмата на Дневниот центар за деца со посебни потреби Зуница и на трето место каде што ќе одат парите е набавка на компјутери
за посебните паралелки при основното училиште Климент Охридски. Според атмосферата што можеше да ја забележи нашата камера на пробите за оваа представа, ова ќе биде навистина урнебесна комедија со смеење до солзи. Затоа бидете во тек и навреме резервирајте си карти.